Šeri, što ki готвиме денес? Здраво, добар ден гледачи. Уште една нова рецепта што ќе направиме заедно. Шери, што ќе готвиме денес е навистина еден концепт така што правиме рецепти секој ден. Па мислам оти до сега го видовте, полека за жал. Сме при крај, ама ајде, имаме уште неколку рецепти да ви покажам и да направиме заедно. Да видиме во фрижидерот што имаме на располагање. Што ми е овде? Да, мисиркино месо. Ајде, мисиркино филе. Имам овде кутијата со останата кото неколку зеленчуци. Ајде, ќе го потребиме. Имам уште зелка. Имам уште брокула. Имам уште многу ствари што можам да употребам. Морковче ќе му стам. Пиперка уште овде. Ми доаѓа така инспирација да направам нешто како стил на кинеско. Хајде, зашто да не? Мисирко, ова, овде што имаме? Тиквица, лимон, такви ствари. Морковот мора да се готви денес, а? Ајде. Океј. Мало парче, супер. Таман, за двајца. Топ. Епа, браво, Андреја. Многу ми се допаѓа. Ајде, со што ќе го готвиме сега ова? Ти ми требаат тестенини со тоа, да направиме нешто... овие си ги сакам, таgliatели. Таман, ќе биде така лесно за јадење. Ете, ова ќе правиме, таgliatели. Одиме со тенџере. Слушнавте, а? Тука е тенџерето. Валя. Толку тенџериња имам овде во фиогата, што еден врз друг и на крај, па тоа е тоа. Треба малку организација. Ке се организирам. За наредните емисии ќе биде организирано. Ајде, вода течи. Ке направиме неколку парчиња само од таgliatели. Ова можеме да ги правиме по порцијоти. Они се топчиња така од таgliatели, лесно. Така, валя, максимално. Океј. Што ни треба? Сол во вода. И ке ставиме една коцка бујон. Оти ке го употребам бујонот денес. Ке му ставиме пилешки бујон. Кокошка бујон. Кокошкина коцка. Ајде, кокошкина. Да, ајде, отвориме ова. По македонски пилешки бујон. Ете така. Вуаля. Ова се од подравка. Ќе оставиме во вода да му дај убав шмек на тестенините, плюс ќе биде убав бујон, што ќе ми треба за мене да го стам со зеленчукот. Ќе му ставиме 2 коцки, така таман ќе ми биде малку појак вкус на бујонот. Валя. 2 коцки. Супер. Ќе ги враќам тука. Така си е местото. Океј, ова се топли. Идемо. Па може да стои тука. Што со прво? Ќе направам едно парче. Не ми треба поиќе. И ова ќе стои. Так. Ова е еден гарнир. Ќе оставиме после во бујонот. Морковот. Како кажав, овај мора да се готви, време е. Да. Останаме во фрижидер, ама еден ден мора да се употреби. Така, валя. Валя. Ова. Ставиме големи парчиња. Така. Таман. Да земам една стерка. Да ги ставам сите внатре, ќе биде полесно и почисто. Така. Брокула. Ќе земе неколку парчиња, не ми треба многу. Чисто како гарнир. Ете така 4. Супер. Сечиме на половина. Одлично. 2 за мене и 2 за мојата Шери. Така. Пола.
пола. Да? Чиста маса. Вуаля. Ова, окей. Зелката, окей. Ќе му ставиме неколку парчиња исто од тиква, вуаля. Тиквица, пардон. Така. Не. Пиперката. Имам парче прас овде. Супер, имам све. Браво. Овде поголеми парчиња. Така. Млад кромит. Исто така. Поголеми парчиња. Не. Охо, каква убава комбинација. Ова све го пробежам малку во тава и ќе му додавам бујонот, така го имаме базата на све. Ова ќе стои на страна, во меѓувреме ќе се варат тестенините и ќе го пропржиме мисиркиното месо. Хајде. Каде сме овде со водата? Супер, се стопли водата, се стопи бујонот. Пред да ги ставам тестенините, што кажав? Го пржиме зеленчукот. На јако. Не му треба многу. Јас сакам да држи уште да биде пола жив. Пола жив, пола печен, пола жив, да биде пола. Да не биде комплетно да се распаѓа, да биде уште малку крскаво под запад. Ете така. Како се кажува за тестенините ал денте, ја го правам тоа за зеленчукот, да биде и он малку како да биде ал денте. Е така. Ајде. Да се стопли. Зеленчукот. Да не чекаме. Чекайте. Ајде. Да земам овде. Оп. Ајде. Така. Валя. Ќе му ставам малку од бујонот директно овде на страна. Така можам да ги додавам тестенините и да почне све да се вари. Бујонче. Убаво мора да има, како да кажам, течност. Оти кога ќе го сервирам во тањерот, така ќе биде, ќе оставам во моите бол. Како го направив минатиот пат, направив така, се рамен така се вика, ги направив многу убави беа, со јајцето внатре и све. Сега ќе го направам малку на друг начин. Ова. Така. Се стоплува, а јас ќе му додавам неколку таглијатели. Мислам оти со 2 такви по човек, 3, 2, 4, уште едно. Е така. Ова за двајца ќе биде доволно. Бетаман, остануваат уште 5, 10 за четворица. Ова го ставаме позади, 4 минути, овде ќе биде 6, 7 минути. Ајде. Ова нека се варат, ќе омекнат, ќе биде лесно. Да ги смениме. Ова е појак, сакам малку да се како не да ги изгориме, а малку да се пропржат надвор, да почнат да фаќат боја. Ете така. Ова максимално. Ете така. Во меѓувреме. Имаме уште работа. Мисиркиното месо. Многу ми се допаѓа. Мисиркиното месо е едно од најздравите месо на пазарот. Мисиркиното месо и зајакот. Знаете, тоа е многу добро. За луѓето што прават, како да кажам, диета, еден од најдеталните месо што го има е мисирка и зајак. Нема многу месноти внатре, многу е убаво, многу вкусно и може да се прави на многу различни начини. Ова мисиркиното може да се прави мелено, може да се прави парчиња, мисирка комплет. На сите начини може да го печете, да го варете. Може да се вари ова. Точно. Јас ќе го пропржам чисто да му дај малку боја и после ќе се вари во бујонот. Не, има многу различни начини да се готви мисиркино месо. Е така. Валя, убави коцки. Лесно, многу лесно. И пак ќе кажам и здраво. Најважно.
го имаме на располагање во Македонија секаде. Вала. Ова пропржува. Почнува да фаќа боја. Како кажав. Вала, нека се пржуваво. Ова. И ги мешаме. Топ. Полека, полека. Таглјателите се варат. Така. А ние се враќаме за кратко. Шери, што ќе готвиме денес? Како кажав, зеленчукот почнува да се пропржува, да фаќа боја. Многу ми се допаѓа вака. Оти он, гледајте. Овде ќе треба малку овде зелката. Така. Да се двои, оти остана по парче блок. Супер. Сега можам да додавам малку бујон. Со парејата ќе се сварат, ќе додавам бујонот комплет и ќе оставам на страна. Он ќе биде спремен. Вуаля. Не му ставив уште ни сол, ни бибер, ни зачини, ни ништо. Тоа ќе му ставам на крај. Оти да не забораеме, овде имаме коцка бујон. Во коцка бујон има зачини, има пуно ствари внатре. Јас што можам да му додавам, ќе биде после малку куркума, така да фати боја жолта или малку кари или нешто така, ќе видиме. Ете тоа само. Ама све другото го имаме во коцките. Ете овде да се двојат таглјателите. Супер. Го правам тоа, за да можам да имам после место, го пржам и сиркеното месо. Ете. Ова. Уште малку. Како е убаво. Многу сакам така, на тој начин да го готвам, оти сите бои од зеленчукот остануваат. Убави бои така се гледат. Брокулата зелена, зелката бела, тиквицата исто зелена-бела, морковот убава боја портокал. Сите зеленчуци се држат вистинската боја. Ете така. Убаво на око, убаво и на шмек. Малку. Мора. Му ставиме малку лукче. Вуаля. Ништо друго. Сега за сега. Ајде, уште малку да се трае ова. Така. Супер. Тестенините, они. Мустам малку зејтин. Вуаля. Окей. Супер. Може да го додавам така бујонот и куркумата, каде ми е, мислам, оти ми е тука на крај. Да, куркума. Ке ми дај убава жолта боја. Така, ништо поиќе. И малку од кари. Да го имаме тој точ, малку азиско. Така, малку кари. И уште малку соја. Многу сакам тоа соја. Затоа не додавам сол. Соја сос го прави тоа. Валя. Окей? Супер, а? Така, нека се вари ова. Уште малку и е спремно. Да не гледам више ништо. Сега се вратив. Тестенините они се. Уште малку при крај. Ќе можеме полека и месото да го спремаме. Ова што можам да правам, за да не губиме време, ама иде. Можам да ги ставам позади и во истата вода каде се варени, да ги оставиме така 5-6 минути, они продолжуваат да се варат, ама надвор од шпоретот. Може и после ќе ги исцедиме и
таман ќе бидат. Така. Вуаля, они се спремни. Така. Ова се продолжува. А ние ќе го пропржиме мисиркиното месо. Така. Малку зејтин. Таман. Овде можеме да му ставиме малку лимон, малку киселко така да биде. Заборев да му ставам малку љуто. Така. Малку лимон. Топ. Вкус. Се работи чисто, Марк. Така. Љуто. Не останува едно парче овде. И другото парче е тука. Да. Да го ставиме. Овде ќе биде најљутото, каде се семките, затоа нема да претеруваме. 5 парчиња од љута пиперка ќе биде доволно. Ти ќе имам проблем, ќе вика по мене. Ќе се љути по мене. Имаше така едно момент, многу сакам да кажам, многу си сладка кога се љутиш. Овде имаме, штајф јас зејтин, Марк, што направи? Одиме, да, мисиркото. Океј, ова, мислам ти е, да, ова е при крај. Ова е сварено. Одлично. Ова го гасиме. Тагателите се спремни, а ние полека одиме при крај. Рецепта многу брза, пак ќе кажам денес. Навистина, секогаш кажам така, азиската кујна е нешто што се прави брзо. Термичко обработено, многу брзо, гледавте? Зеленчукот све здраво, од има мешавина од премногу зеленчуци и све тоа. Ставаме месо, можеме да ставиме или свинско месо, или како да кажам, мисиркино месо или јунешко месо. Денеска е со мисиркино, со пилешко, зашто да не. Све, сите врсти на месо се добродојдени во тој начин на готвење. Сега ќе му додавам малку вода за сите сокови што се вуаля. Секогаш го кажам така. Сите сокови што беа од дното од тавата ми доаѓаат. Така. Супер. Шери, што ќе готвиме денес? Одиме со малку сол. Валя. Бибер. Обавезно. Така. А ништо друго. Тоа е доволно. Ете така. Уште малку и ќе биде спремно. По меѓу време, јас ќе си ги спремам моите бол. Овде се. Ајде. Вуаля, 2 бол. Океј. Ова стои тука. Вака. Ова може да се врате на страна. Ова, брокола. Завршивме. Ова. Ваму, ова ќе ми треба уште неколку, ќе му ставам малку Макдонос, оти немам коријандар. Коријандар се употреба многу во азиската кујна, ама пак ќе кажам, зависи периодите што ги има во Македонија, го имате на располагање, немате на располагање. Најдобро е да знаете што, си купувате семки, си ги садете кај вас и ќе имате цела година ќе имате коријандар. Навистина тоа е посебен зачин што дава преубав шмек на овие јадења. Така, ова е спремно. Мисиркиното месо, гледате како брзо
je spremen. Voilà. Testeninite i oni se pri kraj. Ajde. Ovaka. Ova dole, za da go sobere bujonot. Voilà. Odlično. Ok. Taman. Treba malko od bujonot, da ne mi se, voilà, ne mi se zalepat. Tagliatellite, a nije od njime poleka na serviranje sira. Počneme. So, op, stoj tuka, je to, ako mi trebaš. Voilà. Bilješko, to je vrh. Mi sirki na to meso je vrh. Ajde. Odeme. Pa tagliatelle. Op. Така. Še малко. Taman, kako vi kažav, 5 topčinja se taman 2 porции. Odlično. Voilà. Ova je okej. Ova je okej. Odime сега. So. Зеленчукот. Како убаво мириса, све. Ги имаме навистина сите вкусови, сите мириса, сите сетила од азиската кујна го имате овде во тавата. Така. Ова, тука. Океј, ќе оставиме малку за после, за репете. Сега. Парчињата мисиркино месо. Се смее месото. Јас се смеам, ти да ви кажам право, ова многу го сакам. Едноставно, убаво, вкусно, што можете сите дома да направите исто. Така. Што ни прави овај Марк? Па Марк ви прави само убавини. Само убави јадења во кои ќе можете да уживате и да се шетате. Од дома, од вашата кујна, одите во Азија, одите во Малезија, одите во сите држави, така азиските, во Тајланд и све, само од вашата кујна. Ето. Валя. Ова е чисто, после за перење, све ова за перење. Многу топло денес. И на крај Макдоналдс. Океј? Мислам ти е топ. Епе вала, за денес имаме азиски јадења од мисиркино месо со таглиатели, убав сос што го направиме малку со малку куркума, кари, зеленчук пропржено со бујон, пилешки бујон. Преубаво јадење. Добар апетит, се гледаме за наредни рецепти.
qui gote fumer Dennis.